На денешен ден во 1282 година почина императорот Михаил VIII, основач на последната византиска династија Палеолог. Тој го преселил главниот град од Никеја во Константинопол, кој го освоил во 1261 година и успешно се спротивставил на намерите на Карло Анжу и венецијанците да ја основаат Латинската империја. На овој датум во 1475 година роден е италијанскиот свештеник Джовани де Медичи, папата Лав X од 1513 година до неговата смрт во 1521 година. Како голем покровител на уметноста, тој го направил Рим центар на европската култура. На денешен ден во 1843 година роден е германскиот бактериолог Роберт Кох, еден од основачите на бактериологијата, добитник на Нобеловата награда за медицина во 1905 година. На овој датум во 1894 година во Париз се отворена првата изложба на автомобили во светот, на која учествуваат 9 производители. На денешен ден во 1918 година роден е рускиот писател Александар Солженицин, кој кон крајот на 1960-тите стана најпознатиот советски дисидент поради острите критики на сталинизмот во неговите дела. Со расказот Еден ден на Иван Денисович, тој ја внесе темата на логорите на Сталин во литературата, во која тој помина 9 години сам. На овој датум во 1937 година големиот фашистички совет донесе одлука Италија да се повлече од Лигата на народите. На денешен ден во 1941 година Германија и Италија им објавија војна на САД, а Конгресот на САД објави војна на двете земји. Полска им објави војна на Јапонија, а Куба, Коста Рика, Никарагва, Доминиканската република и Гватемала на Германија и Италија. На овој датум во 1946 година Генералното собрание на Обединетите нации го основа УНИЦЕФ, Меѓународен фонд на Обединетите нации за деца во земјите зафатени од војна. На денешен ден во 1972 година американските астронаути од Аполо 17 Јуџин Сернон и Харисон Шмит слетаа на месечината на нивната последна мисија Аполо. На овој датум во 1973 година западногерманскиот канцелар Вили Брант и чехословачкиот премиер Лубомир Стругал потпишаа договор за формално укинување на Минхенскиот пакт од 1938 година, оставајќи ги Британија и Франција на нацистичка Германија, судетска област во Чехословачка. На денешен ден во 1991 година во Мастрихт се потпишан договорот за монетарна и политичка унија на Европската унија. На овој датум во 1992 година на барање на Македонија Советот за безбедност на Обединетите нации го одобри распоредувањето на 800 војници на Обединетите нации во поранешната Југословенска република. На овој датум во 2001 година Врховниот суд на САД го осуди французинот Закаријас Мусауи за вмешаност во терористичките напади на 11 септември, прва директна казна во САД. На денешен ден во 2002 година првиот европски вселенски брод Ариана 5 експлодира веднаш штом беше лансиран од француска Гвајана, пошто 600 милиони американски долари 2 сателита паднаа во Атлантикот.